Благодарам, подпредседателе. Почитувани колешки и колеги пратеници, почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувана колешке Ангелина Петковска. Во вашата дискусија изнесовте куп лажни тези, паушални, површни констатации, заклучоци, речиси на сите теми од општественото живење. Јас ќе се обидам да ве демантирам со податоци од економијата, кои што верувам дека и за вас се достапни, меѓутоа не сакате никако да ги видите. За почеток ќе спомнам за повратот на данокот на додадена вредност кон стопанството, со кој што се поддржува конкурентноста и ликвидноста на нашите компании. Не знам дали го сретнавте податокот дека само минатата кризна 2022 година имаме највисок поврат на ДДВ кон стопанството од независноста на нашата држава во износ од 727 милиони евра и така дополнително економијата ја заздравуваме. Важно е и тоа што го зголемивме повратот на ДДВ кон граѓаните од 1800 денари на 2100 денари за едно тримесечие. Понатаму, најниска стапка на невработеност во историјата од 14,3% која постепено продолжува да паѓа. Поведовме систем на долгорочно зголемување на минималната плата, системско законско решение на кое што дојдовме низ инклузивен социјален диалог. Тоа што во ваше време беше тотално незамисливо. За подсетување, од март минималната плата ќе изнесува 20.200 денари. Ја забавивме инфлацијата. Во септември минатата година донесовме антикризни мерки, пакет во вредност од 360 милиони евра, а Светска банка го нотираше како најдобар пакет од сите земји во регионот. 7 квартали поред имаме раст на БДП и тој продолжува да расте. Понатаму, на крајот од мојата куса реплика, само ќе ве потсетам на извештајот на Европската комисија за 2022 година, кој што нотира добар прогрес во делот на економската политика и вели, цитирам: Македонија покажа добар прогрес во делот на економската и монетарната политика, опфатени со поглавието 17. Значајно и тоа што има над 70% од поглавијата во извештајот за напредокот на Македонија. Донесен е законот за буџети кој содржи одредби за формирање независно тело, фискален совет, кој што ќе следи усогласеноста на фискалните правила. Затоа, наместо да промовирате лажни тези, ќе ве молам, свртете ги податоците кои што се официјални за сите граѓани и нема потреба од кревање на паника и тензии пред граѓаните. Благодарам.